Овде во Австралија системот е јасен. Или работиш под тој така наречен tax file number или даночен број, или ако си само вработен под австралиски бизнис број. И се друго е нелегално. Вака минималната плата во Австралија е $25 на сат, или да бидам попрецизен, понашо можев да го видам на интернет, 24,95. Значи тоа е закон. Без разлика дали си имигрант, студент, македонец или од месечина. 25, околу $25 сатницата. Сега во градежништво најчесто се плаќа околу 30 до 45, али минималната е 25. Кој ќе се почне нова работа, треба да бидете јасни уште од првиот ден. Дефинитивно работа под tax file number, значи под тој даночен број, ти си вработен, добиваш плата, супер annuation, тој е еден пензиски фонд, осигурање, иначе си чист пред законот. Или можеш да одиш со тој австралиски бизнис број, ако си самовработен. Ако работиш нешто како контрактор, како сабконтрактор, особено во градежништво, значи ќе мораш да го имаш тој австралиски бизнис број или ако сакаш да покрениш свој бизнес. Али тука важат правила, значи минимална плата, безбедносни услови и така натаму и така натаму. Супер е еден пензиски фонд кој треба исто така секој да добива од својата плата, мислам да негде околу 10-11%. И нормално платен лист кој мораш да го добиваш секоја недела или две, по зависност како се имате договорено за платата. Сега стално прашај за сатницата, за колку работни сати се работи, дали имате платен одмор или не. Мала напомена, ако сте сезонски вработен, вашата дневница треба да е малку повисока од сталните вработени во таа компанија, а одмор нема да ви следва. Така да прашајте се што ви интересира во Австралија и било каде, нарочито ако се најдете во Австралија, не е срамота да прашате. Друга работа која сакам да спомнам е дека морате редовно да си ги запишувате работните сати, што значи дека ето ваша задача на никој друг. Ако имаш белешки, имаш доказ колку работни сати си работел и нормално не може да се направи грешка. На крајот на криштата, биди културен, нема ништо погрешно во тоа да си љубезен, да бидеш културен. Дефинитивно излези ако не те ценат, работа има, Австралија не е затвор. Ако некој не те цени, најди некој друг кој ќе го цени твојот труд, ти само имај желба за работа и во Австралија работа има колку сакаш. Секоја чест за исклучоци, али да, има и газди кои може да ти каже уживај се, во ред, не ти треба договори, после негде 3 месеци од нигде никаде, оди си дома, работа нема. За среќа има и такви газди кои ќе ти дадат вистинска шанса, ќе те обучат и нормално ќе ти ја почитуваат работата и вашиот труд. Мислам дека клучот тука е никогаш да не се задоволувате со помалку од она кое стварно го заслужувате. Прво, побара искрен разговор со тој кој те вработува. Ако има слух за тебе, во ред, ако нема слух, подитно барај друга работа, не знам што да ви кажам. Запамтете дека стабилна работа и достоинство се поважни од платата. Значи, ни подразно не смееш да бидиш понижен затоа што си имигрант. Ти си работник со свое право, како сите останати во Австралија. На крајот на криштата, целиот труд кој го вложвате, на крајот треба да се исплати. Значи, нема ништо полошо да работиш 12 сати, да се вратиш дома скршен од работа, платата која ти ја дават или не ти стига, или ти ја касни некој таму, значи има тука стапици. И за крај чувајте го достоинството, никогаш не дозволувајте да биде предмет на продажба или манипулација, нарочито ако сте далеку од дома. Поздрав и секој добро.